Во октомври, првата недела од овој месец, секогаш е во знакот на децата и велиме дека е детска недела. Па детската недела ја промовираме и на Алфа телевизија секој ден по нешто за децата, а еве денеска еден блок до крајот ќе посветиме, до крајот на утринскава програма посветуваме минути за децата. Алфа телевизија е поддржувач на кампањата Шанса за живот. Од самиот почеток утринската програма поконкретно се вклучи, снимајќи голем број прилози во функција на афирмирање на оваа кампања и желбата како медиум да помогнеме што е можно повеќе. Се надевам дека резултатите кои заеднички нели се трудиме да бидат поголеми се навистина на завидно ниво, а токму за резултатите од кампањата, текот и што следи понатаму, утрово зборуваме со директорот на клиниката за детски болести, доктор Аспасија Софијанова. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро и уште еднаш големо благодарам за овој медиум што најде разбирање за дечињата, бидејќи знаете како споделбата на убавите емоции што јас на пример дури и вчера ги доживеав, не дури, јас континуирано ги доживувам, ама кога ќе посетите и некоја градинка каде што здравите дечиња сакаат да донираат за болните дечиња, нема поголемо задоволство. Еве јас ќе ги потсетам нашите гледачи, иако во повеќе наврати зборувавме дека помошта која што можат и тие да ја дадате со купување на алките Шанса за живот на голем број на бензински пумпи на Окта. Еве ја спомнувам Окта, тие практично беа и главните носители на кампањата. И иницијатори, затоа една огромна благодарност до целиот тим што работи, што стои за целиот овој проект. Навистина тоа се едни млади ентузијасти кои се вклучени во и работата на самата компанија Окта. Благодарност до генералниот директор и менаџер господинот Виктор и до целата таа екипа, бидејќи тие навистина во разговор со првиот пат во разговор со мене посака да видат каде токму ќе ги насочат сите овие средства кои што би се собрале евентуално од продавање на алките на секоја бензинска пумпа Окта низ Македонија. И јас дури не знав дека тоа толку брзо ќе оди, бидејќи самата патувајќи на кај Охрид, кога видов еден преубав постер, бојан, дајте му шанса за живот, застанав и велам, зар толку навистина брзо сето ова почна да се расширува, меѓутоа господинот не знаеше со која цел толку го гледам и вика, леле, не знаете колку луѓе сакаат да купат и прашуваат што е тоа. И јас му велам, па јас сум инволвирана во целата таа работа, ми стана многу драго бидејќи сватив дека луѓето препознаваат што значи кога ќе го доближите нештото, дали тоа е преку постер, дали е преку алките, се многу убави. Промотивни се во различни бои. Дечињата тоа го сакаат, а внатре носат една прекрасна порака, а тоа е шанса за живот. Знаете како, дури самата порака покажува дека кога се дава шанса на дечињата кои што можеби не се наоѓаат во иста позиција како некои други да го започнат животот на еден убав начин со своите мајки, со своите родители, тогаш навистина вреди да им се помогне, бидејќи заедничката љубов што во самата порака се дава шанса за живот, им дава и многу поголема, да речам, моќ и истрајност на тие деца кои се борат со живот. Така е. Оваа кампања трае, ми се чини повеќе од многу други и драго ми е што е така. Веројатно фазите ги пролонгиравте, ќе трае подолго бидејќи навистина одзивот е голем. Ајде да кажеме што е досега направено, иако рековме дека до ноември ќе трае, сепак на моја голема, морам да признам, радост, продолжува кампањата и натаму. Што е направено, што треба да се направи? Да, кампањата веќе ја поделивме во неколку фази. Верувате, кога започнувате еден проект, никогаш не можете да предпоставите, ви имате цел кон која се стремите, меѓутоа никогаш не можете да предпоставите како ќе тргнат работите. За голема благодарност, навистина тргна во многу позитивен правец и пак ќе кажам како што и претходно најавивте дека одзивот е голем. Во првата фаза собравме средства со кои овозможивме да дел од опремата која е на интензивната нега и терапија на клиника за детски болести, ја искористивме со цел да дел од апаратурата која е во функција, но сепак знаете како ние имаме на вистина голем обрт за жал голем обрт на пациенти
и употребата на таа апаратура си има своја амортизација и свој век, велиме, на траење и ни требаше одредени делови кои мораме да ги обезбедуваме за да таа иста повторно ставиме во функција. Вие знаете дека претходно направивме прекрасен ургентен центар и тоа е една продолжена рака на интензивната единица. Ургентниот центар го оправивме со релативно нова опрема, меѓутоа останаа токму тие работи кои што фалеа на ова оделение, кој е клучно, каде апаратурата бара замена, бара доправување, имаме прекрасни инкубатори каде што поради континуираната употреба имате вратички кои што се отвараат, затвараат, па имате тука понекогаш се наоѓа проблем. Со првиот дел од кампањата успеавме да репарираме голем дел од опремата која сигурно дека ќе мораше да се направи со средства од самата клиника. Но како ние ги пренаменивме во овој дел, останатите средства ги пренаменуваме кон набавка на нови лекови, кон иновативни лекови, кон нешто што значи развивање на кардиохируршкиот дел, бидејќи знаете дека и проектот за неонатална кардиохирургија во која децата оперирани од вродените срцеви мани исто така доаѓаат на нашиот оддел и бараат постојано имање на инфузиони пумпи, на перфузори. Тоа се делови кои што многу значат особено кај бебињата. Знаете како? Третманот кај малите деца не е ист како кај возрастните. Тука можете да дозирате колку можете да дозирате и нема да сгрешите, но кај малото бебенце морате точно да дозирате на килограм телесна тежина и тоа се специфични работи кои бараат сепак суптилност, умење и знаење. Тоа го овозможивме со првиот дел. Значи, враќање на она опрема која сметавме дека можеби ќе треба време за да ја репарираме, возвратиме во функција, а тоа е релативно нова апаратура која не би било жалосно да се остави. Така да во првиот дел успеавме тоа да го направиме. Сега веќе во вториот дел имаме друга идеја. Сакаме да го прошириме одделот и да воведеме и евентуално и уште нови методи, кои знаете дека и преку Министерството за здравство ги воведуваме и за тоа ни требаат и дополнителни просторни места каде што сакаме новата опрема да ја ставиме. Навистина идејата да се детската клиника направи еден регионален центар кој во себе постојано ќе има возобновување на некои нешта кои што фалат и додавање на оние нешта со кои ќе направат нашата држава и нашата клиника навистина рамо до рамо со останатите, еве во еден дел ни помага токму оваа кампања, за која уште еднаш многу ја поздравувам и верувам дека и со вториот дел, во кој планираме просторно обликување, нема да запреме, ќе продолжиме и понатаму во трети, во четврт дел, се додека на дечињата им има потреба да им се помага, ќе има потреба континуирано. Така функционира модерниот свет. Ние не можеме да очекуваме континуирано државата да ни помага. Мораме и ние нешто, самите менаџери, самиот тим. Вие не можам да ви го објаснам начинот на кој што моите колеги постојано исто така се радосни и среќни околу ова што се случува и заедно сите одиме и учествуваме кога ќе не повика ОКТА, односно самиот PR нивен на некој настан каде што ќе можеме заедно да учествуваме со оние кои сакаат да помогнат на децата и да им возвратиме и еве прилика на сите да им благодарам. Не се свесни што направиле. Можеби во моментот една донација од 100 денари навистина не чини многу, но многу дава. Дава за оние на кој вистински им треба насмевка. Така, се вклучија голем број на познати личности. Еве медиум е заедно со вас. Луѓе од нашето секојдневие, нашите соседи, кога ја пренесовме пораката дека една алка од 100 денари може да помогне за едно дете, навистина и граѓаните се покажаа хумани, по не знам кој пат, бидејќи навистина во Македонија ги има хуманите луѓе. До кога ќе трае кампањата? И тоа треба да се истакне. И тоа треба да се истакне. Во оваа држава постојат хумани луѓе. Постојат луѓе кои ја препознаваат општествената одговорност. Постојат луѓе кои сакаат да дадат од срце. И убаво и тоа да се знае, бидејќи некако постојано кога слушаме све нешто вака или така, еве нека се знае дека постојат. Јас сум отворена кон тоа и пак ќе кажам уште еднаш им благодарам не на познатите и на тие анонимните. И на тие кои што само доаѓаат и оставаат 100 денари знаејќи дека можеби со тоа толку малку, пак како што кажавте, ќе направиме многу. Прашањето е дали и понатаму ќе продолжи во трет дел. И до кога? И до кога. Сигурно дека мојата желба би била оваа соработка како тече одлично и како оваа компанија препознава дека ние навистина правиме нешто и дека навистина со тоа се гледаат резултати. Не е тоа само да се даде на празно,
резултатите се гледат, постојано доаѓаат представници и разговараме еве што е направено, што уште ли фали, како тоа може понатаму да се едноставно да се рециркулира и мислам дека ќе сигурно уште еден подолг временски период ќе биде, барем јас додека сум менаџер, ќе сакам да имам можност со повеќе компании, така ете на ваков начин да им овозможувам на дечињата многу подобар престој во болницата. Така. Мислам дека ќе ги интересира нашите гледачи да ги чујат броевите на кои што можат да донираат. 100 денари не се многу, еве едно одење на кафе може да се замени со една донација 077 и 070 на 2. 134-333 во зависност дали вртите на VIP или вртите на T-Mobile. Така, еве јас уште еднаш ќе го повторам бројот 134-333. Ако не сте го запишале или не сте го запомнеле, во нашата редакција ќе го добиете бројот и ќе можете да донирате. Ќе бидеме во контакт, остануваме поддржувачи на Шанса за живот. Ви посакувам убав ден. Само да споменеме што ќе се случува денеска. Многу нешто интересно. Има доста работи. Клиниката за универзитетската клиника за детски болести континуирано има посета на луѓе кои што навистина сакаат да дадат од себе за дечињата. Во 15 часот ќе имам првата дама повторно моја гостинка и верувам дека ќе бидете повторно со некакви предлози, идеи со кои сакаме, како што кажав, повторно да ја отвориме клиниката кон можноста да еве направиме нешто или да направиме нешто со кое повторно овој регион ќе биде прв. А веќе за многу работи стануваме први, ми е многу драго. И верувам дека и овој пат ќе направиме повторно некоја нова идеја или некој нов проект со кој што ќе се гордееме и со кој што ќе покажеме дека сепак здравството во овој дел прави напори да им овозможи на луѓето кои што живеат тука достоинствен живот, сигурност и среќа во тоа дека дечињата се во сигурни раце. Ви благодарам за гостувањето. Продолжуваме со музика, а